تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. Благодарност на Allah Azza wa Jalla му припаѓа секогаш, од секогаш и за секогаш. Салаватот, селамот, мирот, спасот, благословот му ги испрашаме и му ги донесуваме на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, на негова честна фамилија, верни асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следаат до судниот ден и потоа. Аллахуме амин. Куранскиот ает кој зборува за пропишаноста и задолжителноста на постот се наоѓа во сура Ал-Бакаре 183 ает. Возвишениот Господар вели: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О верници, ви се пропишува пост, како што им бил пропишан на оние пред вас. Со која цел? Заради која причина? Која е целта со која Аллах Азza wa Jalla не задолжува да постиме? لعلكم تتقون. За да бидете богобојазливи, за да бидете богоплашливи, за да бидете побожни. Тоа е сршта, таа е суштината на постот. И богобојазливоста која Господарот Аллах Азza wa Jalla ја бара од нас преку постот, всушност е крвотокот на оваа вера. Порака на поранешните и подоснежните поколенија. Вели Аллах субханаху ва та'ала: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. И ние им порачавме на оние кои им дадовме книга пред вас, а исто така и на вас: أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Плашете се од Аллах. Да бидете богобојазливи. Порака на минати и идни генерации. Улемата вели: ثَمَرَةُ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ التَّقْوَى اللَّهِ. Плодот на сите послушни дела, плодот на ибадетот, на робувањето на Аллах Азza wa Jalla е богоплашливост. Е постигнување на цврста, непоколеблива вера во Аллах Азza wa Jalla. И затоа таква Аллах, побожност, богобојазливост, како инфинитив со сите глаголски форми, кратенки и изваденици, се спомнува во Куран во 275 места. 275 места во Куран се спомнува богобојазливоста. Додека би сигатил амр, додека во форма на наредба, во форма на императив, се спомнува во 70 места. Дори Аллах Азza wa Jalla му вели на пратеникот:
Muhammed sallallahu sallam, ja ejuhan nebit takillaha, o verovesniku, polaši se od Allah. I zato, dragi braća, nije vo nekolku te naredni minuti će zboruvame za bogobojazljivosta. U hadis Tirmizi, koji je hadis verodostojen, suilen nebiju an ekthari ma yudhilu nasel dženne. Allahovijed pratnik sa oseljem beše prašan što najpoveće će gi odvede luđato vo džennet. Pa odgovori takva Allah wa husnul huluk. Odgovori Božji pratnik, neka Božji mir bide vrz nego, reče takva Allah, bogobojazljivosta i dobri od morala. Se ključni faktori za vlez vo džennet. I najpoveće od luđato koji će vlezat vo džennet se tokmu poradi bogobojazljivost. Poradi sve za Allah azza wa jalla. Poradi strah od Allah azza wa jalla. I zato Ali radijallahu anhu vo definicijata na bogobojazljivosta će reče al-khawfu min al-jalili wal-amalu bit-tanzili wal-qana'atu bil-qalili wal-i'stidadu li yawmi ar-rahili. Ova je definicija na bogobojazljivost, na bogoplašljivost, na pobožnost spored mislenjeto i svačanjeto na Alija radijallahu anhu. To je veli bogoplašljivosta, bogobojazljivosta, pobožnosta stravo počet od vozvišenja od gospodara. Работење според објавата. Задоволство со малку и подготовка за вечното патување, а тоа е ахирет, идниот свет. Омер ибн Хаттаб радијаллаху анху го праша на Убеј ибн Кааб и му рече ме таква. Му рече што е богоплашливост? Што е богобојазливост? А овој му рече емешејте тарикан за шаукин. О халифо на муслимани, дали некогаш си одел по пат кој е трновит пат? Пат кој има трње на него? Кале наам. Омер радијаллаху анху рече да, одев по тој пат. Фемаза амилте? Кога одеше по таков пат, трновит пат, како одеше? На кој начин? Кажува, внимавав, пазев, каде ги ставам чекорите. Каде газам, да не нагазам на трн, па да се повредам. Дака таква, Убеј ибн Кааб, радијаллаху анху, вели, тоа е богоплашливост. Да верникот, да муслиманот, муслиманката внимаваат каде ги ставаат нивните чекори. Тоест, какви зборови изговараат, какви дела праваат. Еве сега, во месец на пост, дали ги контролираат своите постапки, своите дела, своите однесувања. Тоа е богобојазливост. Свест. Постиш заради твојот господар. Очекуваш награда заради твојот господар. Убеден дека ова што го правиш, дека за тоа ќе добиеш награда од твојот господар. И затоа Аллах азза ва джелле, дженнетот, рајските пространства, убавини, уживања и задоволства, Господот Аллах азза ва джелле токму ги подготвил за муттакин, за богобојазливите. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. И побрзајте кон пространствата на дженнет, чија широчина изнесува колку небесата и земјата. Овој дженнет е подготвен за кого? Уиддат лил муттакин. Тие дженнетски пространства се припремени, се подготвени за богобојазливите. И затоа
ако погледнеме во нашата света книга Куран, Allah azza wa jalla bar od nas: "Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O vernici, plašete se od Allah со вистинска богоплашливост и немој да умрете поинаку освен како муслимани. Вистинска богоплашливост Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху ја дефинирал на овој начин. Што е вистинска богоплашливост? Што е вистинска свест за Аллах азза ва џелле? Па вели: ен юшкере фела юкфер. Постојано да му бидеш благодарен на Аллах и никогаш да не ги негираш неговите благодати. Признавај го Аллах секогаш и немој да го негираш. Се што поседуваме е заслуга на Аллах азза ва џелле. Ен юзкер фела юнса. Постојано да се спомнува Аллах и никогаш да не се заборава. Ва ен јута'a фела ју'са. И секогаш да му се прави послушност на Аллах, да му се искажува покорност, а никогаш непокорност и непослушност. И затоа, драги браќа, секој еден пегамбер кога Аллах азза ва џелле, најодбраните луѓе кои ги испрати на оваа земја, да ја достават неговата мисија, неговата порака и објава до човештвото, секој пегамбер му велеше на својот народ: "Ела теттекун, ела теттекун, зарем не се плашите од Аллах? Зарем не стравувате од средбата со Господарот Аллах субханаху ва таала?" И затоа го прашале на Хасан ел Басри: "Ја Хасан, кајфе бенејте амрак?" О Хасане, како ја постигна таа побожност? Како го постигна тоа ниво на богобојазливост? Таа цврста вера во Аллах субханаху ва таала. И тој рече со 4 работи. Прво: алим ту анна риски би једилlah. Научив, убеден сум дека рискот е во Аллахови раце. Фатма'анна калби. И моето срце е смирено. Кога луѓето ќе бидат убедени дека рискот е во Аллахови раце, тогаш тие ќе се смират. Нема да посегнуваат по харам. Второ: алимту анна амели. Убеден сум дека моите обврски не може никој да ги изврши освен јас самиот. Па затоа зафатен сум со моите обврски. Ва алимту анна Аллаха мутталиун. И убеден сум, свесен сум дека Аллах ме надгледува, Аллах ме контролира, Аллах ме снима, Аллах ме гледа. Па внимавам да правам гревови. Се чувам да не ме види во место каде Аллах мрази. И четврто: убеден сум дека смртта ќе ме задеси. Убеден сум дека смртта ќе ме снајде, па затоа се припремам за средбата со смртта. Овие 4 работи го подигна мојот степен на богобојазливост и на побожност во Аллах субханаху ва таала. Замислете, драги браќа, нашите добри генерации колку биле побожни и колку внимавале да гајат и негуваат побожноста, свесни дека инна акрамекум инда Аллахи аткакум. Навистина, најпочестен кај Аллах азза ва џелле е оној кој е најповеќе богобојазлив, оној кој најповеќе е свесен заради Аллах азза ва џелле. Инна Аллаха алимун хабир. Навистина, Аллах е известен за се и тој има познавање за се. Вели Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем во хадис кој е веродостоен, го бележи Ибн Хиббан, Ахмед и други, рекол пегамбер саллаллаху أولى الناس بي يوم القيامة المتقون ما كانوا وأينما كانوا. Најблиску од луѓето кои ќе бидат до мене, значи до кого? До пратеникот саллаллаху алейхи, најблиску од луѓето кои ќе бидат до мене на судниот ден се богобојазливите, кои да се, каде и да се. Затоа, драги браќа, кога Омер ибн Абдул Азиз, рахимеуллах, бил на смртна постела,
a bil halifa na muslimani, mu rekle, o Omere, što će im ostaviš na tvojite deca kako nasljedstvo? Omer ibn Aziz, koji se smeta za 5. halifa ova vera, mu rekli, što će im ostaviš u nasljedstvo na svojite deca? Rekao, tekva Allah. Rekao, će im ostavam vera v Allah. Će im ostavam bogoplašljivost. Će im ostavam pobožnost v Allah. Pa zato ću kažem ovoj primjeri, tu kad će ovo zaokružimo ovo naše predavanje, koga Mukatil bin Sulejman od generacija na Tabein vlegol kaj halifata Abu Džafar al-Mansur i ovaj mu pobarao od njega sovet. Rekao, daj mi jedan sovet. Posovetuvaj me. A Omer ibn Abdulaziz, a ovaj Mukatil ibn Sulejman mu veli, da li posakavaš sovet što sam go slušnao ili što sam go vidjel? Kako sovet posakavaš? Sovet što sam go slušnao ili sovet što sam go vidjel so lični, sobstveni oči? Pa Abu Džafar al-Mansur mu veli na Mukatil bin Sulejman, mu veli baram sovet koji lično si go vidjel su svoje oči. Pa mu kažu Mukatil, vika, Omer ibn Abdulaziz imaše 11 sinovi. Ostavio nasljedstvo 18 zlatnici. 5 potrošija za čefin, za priprema i 4 za grob. Im ostana samo 9 zlatnici za njegovite 11 sinovi. Dodaka Hišam ibn Abdul Melik isto tako imaše 11 sinovi. To je na sekoj jedan sin vo nasljedstvom ostavi po 1.000.000 dinari. Wallahi, o halifo na muslimani, go vidov jedan od sinovite na Omer ibn Abdulaziz, komu negovio tatko mu ostavi mnogo malku, 1 dinar i polovina, kako 100 konji gi priprema i gi dava fi sebilillah. A vidov jedan od sinovite na Hišam ibn Abdul Melik, koji to im ostavi na svojite deca po 1.000.000 na sekoje dete, kako pruža raka i prosi od luđa to. Gledajte, dragi braća, što je najvredno što može roditelj da mu ostavi na svoje to djeto, na svoje to potomstvo? To je vera v Allah. Oni koji se plašat od Allah, oni koji žive su halal, ti će postignuti bogatstvo i pozicije i slava i vlast na ovaj svijet. Dodaka on je koji će dobijati nasljedstvo, koji nema da se plašat od Allah i će živjeti su haram, ti je sve to što go imat, će go izgubat. Omer ibn Abdulaziz, ovaj golem velikan, pred da ispušti duša, kažu njegova ta žena Fatima, beše sam vo soba. Nije bev me nadvor. A to i gi citiraše kuranskite zborovi vo suri Al-Kasas 83. ajet. Tilke darul ahiretu neđa'aluha lilladine la yuridune uluven fil ardi wala fesada wala kibetu lil muttaqin i prekina. I koja vlegove vo soba, već je ispuštil duša, a njegovo to lice već je svrteno kon kibla. Što znači ovaj ajet? Tilke darul ahiretu. Ova ahiretska kuća, veli Allah, ja pravi me, ja podgotviv me za onije koji ne sakadna zemlja da se vozdiga, da se krevat, koji ne pravad neradna zemlja, znači za onije koji se skromni, wala kibetu lil muttaqin, a dobra završnica im pripađa na bogobojazljivite. Go molimo Allah azza wa jalla da imame dobra završnica, da imame dobar primjer Ramazanka Allah azza wa jalla i da go dočekame Ramazanski bajram s oprosteni grevovi, inša Allah ta'ala, da postigneme suštinata na postot, a to je čista bogobojazljivost, iskrena vera u Allah azza wa jalla. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.